Мал убод, голема закана. Под ова мото денес се одбележува 7 април, светскиот ден на здравието, посветен на заразните болести кои се пренесуваат векторски, односно преку убоди од инсекти. Епидемиолошкото одделение во Гостивар подготви и подели летоци со совети за граѓаните, како да се заштитат од овие заболувања. Во последните 2 децении има значајна појава и ширење на тропските и суптропските заразни болести, за кои се сметаше дека се искоренети. Токму затоа Светската здравствена организација ја избра оваа тема за 7 април, вели епидемиологот примариус доктор Воислав Огњановски. Векторски заразни болести се оние болести чии причинител, било тоа да е бактерија, вирус, паразит или рикеција, се пренесува преку биолошки вектор, најчесто преку комарец, но и преку крлеш или пак разни други видови инсекти. Климатските промени допринесоа да веќе и во европскиот регион, но и во нашата држава се појават некои од овие заболувања. Само да споменам дека во светски рамки групата на векторски заразни болести учествува со 17% од вкупниот број на заразни заболувања. Во Македонија од векторски преносливите болести последниве години се регистрира западно-нилската треска, која ја пренесуваат комарците. На подрачјето на Гостивар ваков случај се уште немало, но евидентирана е лајмската болест, која се пренесува преку убод од крлеш. Значи, болеста е веќе и во нашата држава, а во нашиот регион регистрираме од овие вектор преносливи болести лајмската болест или лајм борелиоза, како што ние стручно ја викаме, се регистрира таа болест која што се пренесува преку крлежи и ја регистрираме кај 2 мали деца. За среќа не со тешки последици и лош исход. Светскиот ден на здравието 7 април во Гостивар беше одбележан со повеќе активности. Гостиварскиот градоначалник Невзат Бејта ја посети општата болница и оствари средба со директорот Ферид Муча. Јас као градоначалник ќе им давам поддршка на директорот и на здравствената установа да се грижиме што повише за здравието на нашите граѓани во нашиот град. Дали годинава ќе се врши прскање против комарци? Тоа е нормално, тоа е предвидено со закон и ние се грижиме као градоначалник за здравието и хигиената на нашите граѓани во нашиот град. Ние денес ги запознавме председателот, имавме и тема специјално за ова, имавме и со сите лекари состанок, кои би биле мерките што би ги превземеле за овие заболувања да се намалат или пак да не бидат многу штетни или опасни по здравието, односно да не настане некоја епидемија. Затоа што знаеме дека лани ние во Македонија многу малку имавме вакви заболувања, имавме повеќе во Грчка и во околните држави кај нас. Унијата на жени на ВМРО ДПМН организираше бесплатни прегледи и советување на посебен пункт во центарот на градот. По повод денот на здравието 7 април, ние, Унијата на жени на град Гостивар на ВМРО ДПМН, заедно со медицински лица, доктори и сестри, излеговме во градов за да мериме притисок и шеќер на граѓаните, све со цел за подобрување на здравието на граѓаните. Активности по повод Светскиот ден на здравието спроведоа и членовите на форумот на млади од ДУИ.